Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Предизборно Венко Филипче најави временска рамка за внесување на бугарите во Уставот, што според неговата временска рамка би требало да се случи по нова година, односно во февруари. Презентираше и документ кој што тврди дека ги штити македонските позиции, меѓутоа ретерираше и се откажа од онаа формулација дека во неговата резолуција ќе стои дека Македонија ќе ги прекине преговорите доколку се соочи со нови идентитетски условувања. За Христијан Мицковски резолуцијата на Филипче е небулозна и полна со лаги. Меѓутоа најави детална дебата по изборите, но и како што кажа негова македонска резолуција која што ќе била подлога онаа на Филипче. И додека лидерите на двете најголеми партии во македонскиот кампус се надпреваруваат кој е поголем патриот со резолуции пред избори, кои што треба да ги решат реалните проблеми на граѓаните, од една страна има многу случајности. Колку е случаен тајмингот на Филипче, на документот на Филипче со најавата на премиерот дека пост избори очекува европски притисок за решавање на проблемите помеѓу Македонија и Бугарија, колку резолуцијата на СДСМ е предлог или влез во евентуална широка влада и старт на исполнување на планот помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицковски. Дали такво нешто се заговара пост избори, додека од албанскиот блок стигнуваат најави дека доколку Македонија се оттргне од патот од евроинтеграциите, може да и се случи поделба. И за сето ова, дополнително и за македонското секојдневие, дали се соочуваме со хибридни напади, со диверзии, како што тврди власта, или пак со неспособност и гол популизам, како што обвинува опозицијата. Дали премиерот бил прислушуван и следен, или пак афирата испука како петарда. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва за сите овие дилеми, женска дебата во 24 анализа. Марија Митева, портпаролка на владата. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам многу на поканата. Благодарам што прифативте. Славенка Петровска, пратеничка од СДСМ, поранешна министерка за одбрана. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, чест ми е да бидам тука. Ви благодарам што сте двете тука. Малку подолга најава, ама некако од утрото до вечерта ни се менуваат политичките случувања во државата, а и реалните проблеми на граѓаните. Петровска, планирав да стартувам со вас, бидејќи нели она што ден го чекавме повеќе од месец денеска се случи. Вашиот лидер ја објави резолуцијата. А меѓутоа, пред да влезам во студио, излезе она изјава на вашиот лидер и премиер Христијан Мицковски, каде што тој вели дека вие ќе поднесете постизборна резолуција, како ја крсти македонска, обвини дека нивната, тоест на СДСМ е полна со лаги и дека ќе разговарате за неа пост изборите, меѓутоа сепак ќе ја искористите во некој начин. Си сплашивте дека Филипче ќе биде поголем патриот со резолуцијава, па сега и вие ќе поднесувате? Апсолутно не. Мислам дека беше одговор на новинарско прашање по однос на резолуцијата и со оглед на фактот дека станува збор за тема која што многу долго ја чекавме, би кажала, можеби повеќе од еден месец. Беше помпезно најавувана таа резолуција за црвени линии. Верувам дека интересот на јавноста, па и на вас медиумите е огромен, како што и вечерва и впрочем ова дебата, па на одговор на новинарско прашање за тоа какви се, би кажала, првичните размислувања на ВМРО-ДПМН по однос и на владата по однос на тој предлог кој што излезе, даде еден одговор од она кратко кое што можел да го погледне од така наречената резолуција. Ценам дека не видовме ништо ново. Ценам дека кога зборуваме за национални интереси, прво правило е некако да имаме сериозност и континуитет, особено во ставовите. Јас такво нешто од Социјалдемократскиот сојуз не видов. Се надам ќе отвориме можеби поширока дебата околу кои се причините поради вакво наше размислување. Не станува збор за некоја нова резолуција. Јас од она што можев да го видам дека председателот на СДСМ Венко Филипче ќе ја достави до политичките барања и ќе побара од нив да дадат мислења, па врз основа на
Тоа е врз основа на би кажала еден демократски диалог кој што континуирано се обидуваме да го дадеме и да покажеме промена која што во минатото за жал од СДС не се случуваше. Вие знаете како на 5 минути од понуда на пресконференција на ВМРО тогаш како опозиција беа одбивани предлозите, не беа ниту разгледани. Со оглед на фактот што станува збор за сериозно прашање, ќе ја разгледаме. Жалам што имаме една ситуација каде што пак ќе се навратам на тој момент дека помпезно најавуваната резолуција од еден месец денеска заврши со една кратка објава и образложение дека истата ќе биде доставена до политичките партии, но барање исто така истата да не биде тема на разговор во овој период, туку по изборите. Не ја гледам тука суштината, го сметам како незрел политички потек. Ценам дека уште на самиот старт, кога е дојдено до таа идеја да се поднесе една таква резолуција, не биле искристализирани, би кажала, ставовите во рамки на СДСМ и затоа денеска резултатот е ваков. Во однос на содржината ќе продолжиме, се разбира, и во остатокот од Јас повторно не емисија. разбрав зошто и вие ќе поднесувате резолуција. Мислам дека она што го кажа СДС е дека бараат мислење од политичките партии. Ќе го добијат истото, затоа што станува збор за сериозна тема на која што ние не гледаме со подсмев, ние не гледаме само за политички поени, не гледаме на промена на политички ставови, да зборуваме едно во опозиција, едно од власт, ќе одговориме соодветно, па ќе видиме каков ќе биде исходот од СДСМ. Ќе ја подобрувате на СДСМ. Ќе го Па мислам дека очигледно и треба сериозно Според вас. подобрување на оваа резолуција. Месеци нешто го чекавме документот, имаше секојдневни изјави дека се подготвува, се крчка, внимателно се бира тајмингот и така натаму и така натаму. А денеска конечно, како што кажа вашиот лидер, ја презентираше тој документ. Меѓутоа не собра храброст да го поднесе и официјално до собранието, ниту пак да стартува процедурата за таа резолуција, бидејќи како што рече, ќе ги чека изборите за да не се злоупотребил документот во изборите. Зошто се исплашили дека ќе падне под 150.000 на изборите или? Не, мислам дека околу тајмингот или тајноста или отвореноста на резолуцијата истата е објавена на интернет страницата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не е официјално поднесена во собранието, заради тоа што до на што можевме да го видиме и од денешниот брифинг, таа ќе биде доставена до парламентарните партии, бидејќи се уште во форма на нацрт резолуција, значи не е ни предлог, да речам, кое што по изборите, доколку тие достават своји согледувања, бидат инкорпорирани во оваа нацрт декларација, предлог декларација, понатаму ќе биде доставена и официјално во собранието. Изјавите денеска, меѓутоа и во периодот додека се чекаше овој текст, практично кажуваат на исправноста на тоа да не се дискутира за молбата, да не се дискутира за резолуцијата, текстот во овој период, затоа што очигледно дека ВМРО ДПМН каков прочем и секогаш, интересот им е сопствениот рейтинг наспроти она што се национални или државни интереси. И мислам дека со тоа не си прават добра услуга, особено не и прават услуга на државата, заради тоа што како тие кои дел од власта или носители, повеќе би рекла на извршната власт, одговорноста за тоа што се случува во кој правец оди државата, се разбира дека е нивна. Веројатно, по реакциите денеска, особено изјавата на председателот на ВМРО ДПМН и премиер, можам да видам, да констатирам дека практично тие се чувствуваат можеби посрамени или можеби го сметаат ова за свој неуспех, затоа што како власт која до пред изборите, минатата и за време на изборите во 2024 ветуваше репреговарање на преговарачката рамка, ветуваше дека ќе ја репреговара и дека ќе да предложи и ќе издействува подобри позиции за нашата држава. Денес се соочуваме со суровата реалност дека 15 месеци после нивното владење Македонија не е помрдната од мртва точка во поглед на евроинтеграциите. И тука мислам дека е тоа доволен одговор. Кога во една држава опозицијата е таа која што треба да ве бутка или да ве инспирира или мотивира да поднесувате нови резолуции, тоа значи дека власта на тоа прашање поприлично и не е заинтересирана. И вие гласавте како мнозинство резолуција поднесена од ВМРО како опозиција за црвените линии?
Да, јас не реков дека нема да поддржим или нема да гласаме, кажав кога треба за нешто да бидете мотивирани, ако поднесе ВМРО ДПМН резолуција како што беше тоа најавено денеска врз основа на оваа резолуција, така барем беше кажано, врз основа на овој текст, не сметам, лично еве јас го кажувам моето мислење како пратеник, не сме дискутирале во рамки на пратеничката група и партијата за оваа изјава бидејќи беше скоро дадена. Лично јас нема да имам проблем, нити да ми работи суетата, ниту да ми падне круната, како на некој што им се случува. Ако таа резолуција е навистина во интерес на државата и гарантира откочување на процесот, апсолутно таа да биде поддржана, а познавајќи ги останатите колеги, вклучително се разбира и председателот Филипче, мислам дека ќе биде истиот тој случај. Меѓутоа, очигледно е дека ВМРО ДПМН полека но сигурно ги троши џокерите кај граѓаните и сега сакаат веројатно оваа тема да биде тема која што ќе се провлекува за време на изборите, меѓутоа тоа е апсолутно нивна определа. Зошто ретариравте од ставот за прекинување на преговорите? Филипче денеска рече дека новата формулација е поприфатлива. Јас лично не учествував во креирањето на овој текст, ниту бев дел од тимот кој учествуваше во изработката, така што Добро, лично ве прашувам дали требаше да стои таков текст, бидејќи имате министерка, бевте дел од целиот тој тим на евроинтегративниот процес. Евроинтегративниот процес е поприлично сложен процес и ако се прашувам јас, тоа е процес кој одамна требаше да го завршиме во нашата држава, меѓутоа дали во оваа резолуција, во овој текст, предлог сега што е даден, има нешто што може да ни наштети, според она што успеав јас да го видам, не, меѓутоа се разбира дека за нешто да дискутирате треба малку подлабока анализа, така што јас не би влегувала во детално анализирање на резолуцијата, затоа што и самиот тој текст беше денес објавен, тогаш беше достапен и за мене, и не би сакала да со било какви изјави воведеме некаква конфузија или предизвикаме дополнително непотребна дебата. Ке ви беше ли поприфатливо ако стоеше прекинување на преговорите? Како што најави Може ли да се вклучам само, еве накратко ми се отвараат неколку дилеми, како се задлабочуваме во дебатата. Ако велите дека на ВМРО ДПМН му е интерес сопствениот рейтинг, тогаш што е интересот на Социјалдемократскиот сојуз? Затоа што кога велите вие во 3 дена пред почеток на официјалната кампања да излезете со документ кој што доцни повеќе од месец дена, а е помпезно најавуван, тогаш се прашувам кој е вашиот интерес и што е позадината на објавувањето и барањето истиот да не се дебатира во рамки на периодот кој што е објавен. Јас тука логиката не можам да ја сватам, затоа што ако имам политичка стартна позиција во која што велам како политичка партија дека ќе поднесам резолуција која што конечно ќе ги ограничи и ќе ги постави црвените линии, иако морам да напоменам дека црвените линии се многу пати спомнувани и од вас, и од претходните лидери, и од сите, почнувајќи од жицата, па завршуваме со црвени линии. И кога ја очекував да ја видам таа резолуција, првото прашање што си го поставив е кои се црвените линии? Што се црвените линии? Кои се црвените линии во резолуцијата? Јас истите во оној текст кој што велите, не е официјален, не е испратен, не можев да ги најдам. Кои се црвените линии? Мислам дека многу пати до сега зборувавме на тема кои се црвените линии и кажавме дека нема да прифатиме, и за нас би било неприфатливо, да има ново преговарање или преговарање воопшто за идентитетот, за јазикот, за она што е национално обележје на нашата држава. И мислам дека тука е поприлично јасно и во самата резолуција има делови кои го отсликуваат во многу подолго и пошироко ова што јас го кажувам и се видливи. Но ако не се доволно јасни, овој период кој го оставаме впрочем и во кој велиме не да нема дебата. Ние не бегаме од дебатата, впрочем и ова вечерва не е бегање од дебата. Јас прифатив да дојдам, беше најавено дека една од темите ќе биде ова. Но суштината е во тоа дека дали ние сакаме да по завршувањето на изборите навистина продолжиме со процесот на европска интеграција не само со изјави, туку навистина она што треба да го направиме следниот чекор, или понатаму она што сме го ставиле на хартија ќе биде само изговор да не продолжиме со нешто. Сега, во овој период тоа е една препорака да сите политички партии
И не само партија, ако било само за партиите, ќе ја доставивме во коверт и толку. Ја објавивме на страната на СДСМ, за да можат и сите општествени чилители да ја видат и да дадат своји сугестии, не до СДСМ, туку до собранието, до претениците, до сите ние кои ќе треба таа резолуција понатаму да ја процесираме во собранието. И таа не е ајде вака за да биде полесна. Не е ова резолуција на СДСМ и на Венко Филипче. Ова е само нека биде иницијатива, драфт, нацрт, како сакате кажете, кој на крај финалниот производ не треба да биде ничеј белек од било кој од нас како луѓе, зборувам, или како партија. Треба да биде на сите нас заедно. Може. Таквата резолуција, верувам, дека ќе допринеса сите ние заедно понатаму да го продолжиме патот на европска интеграција. Затоа што процесот на европска интеграција на државата не е процес кој е контролиран, воден само од една политичка гарнитура. Знаете колку влади досега се сменија откако започнавме овој пат. И ќе се менуваат влади додека да го завршиме до финално пристапување во Европската унија, но дајте да го направиме да биде тоа побрзо. Зошто рековме или препораката или замолницата од Венко Филипче е да не ја дебатираме во овој период во рамки на изборната кампања, затоа што мислам дека граѓаните очекуваат меѓу другото да бидат одговорени суштински локални прашања кои се треба да бидат тема на локалните избори и еве нека биде тоа период во кој сите ние ќе ја разгледуваме како што реков и после тоа ќе ги дадеме своите забелешки и апсолутно дискусијата ќе ја отвориме. Комплетно ве разбирам и токму и тоа ми беше поентата со прашањето кои се според вас црвените линии, затоа што и јас можев да забележам дека се повикувате на немање преговарање по однос на македонскиот јазик, идентитет и култура. Сега да се вратиме многу малку време назад, ќе ве потсетам дека велевте дека се е тоа во главата на ВМРО-вците и дека никој не преговара за македонскиот јазик, идентитет и култура. И додека ние велевме од позиција на опозиција дека не е суштината само бугарите во устав, туку е многу поголема, вие велевте дека ние шириме паника, дека ние сакаме да наштетиме на државата, дека ние немаме цел да внесеме Македонија во Европската унија. За многу малку време подоцна, тоа е само 15 на месеци, да излезете со резолуција во која што велите дека црвени линии се токму македонскиот јазик, идентитет и култура и да нема преговарање за истото. Како по однос на вакво национално прашање и јас, која што директно се занимавам со политика, но и граѓаните кои што најмногу ги интересира оваа тема, да веруваат во веродостојноста на вашиот континуитет и на ставови политички, кои што од позиција на опозиција се едни, а од позиција на власт се други. И дополнително, повторно ќе кажам, во вашиот документ, предлог резолуција која што сега е доставена, се повикувате веќе на донесена резолуција во собранието пред неколку години за која што вие како политичка партија тогаш дадовте поддршка, во која што голем дел, да не речам и многу подобри ставови се исцртани во истата и се однесуваат на ова, за ние денеска да имаме пишување на нови документи, кои што повторно ќе кажам, не ја гледам суштината и за мене се небулоза во ваква ситуација, и да барате истите да не се дебатираат. Јас, интересот на Социјалдемократскиот сојуз, освен немање на идеја за политичка видливост во моментот, не гледам друго. Па, еве, ако не сме биле во континуитет и ова, како што велите вие, небулозна предлог, резолуција, драфт, нацрт или текст, како сакате, кажете го, тогаш ако пред неколку години сме велеле дека не се преговара за идентитет, за јазик, сега сме го напишале на хартија. Каде е разликата? Само тоа што сме го велеле усно, сега го ставаме на хартија. Нема дисконтинуитет, напротив, тоа е континуитет. Може само едно мало интервенција, нема да ве прекинам. Кој е новиот момент во оваа резолуција, која може би се разликува од она што претходно сме го усвојувале, и никаде во оваа резолуција не се негира тоа што претходно е направено. Напротив, се дава една хронолошки, кратка хронологија на сите настани кои што се случувале во периодот, а се поврзани со процесот на европска интеграција. Она што е клучно, и предпоставувам што ве фаќа паника, страв, па затоа ја нарекувате небулозна и така натаму, е временската рамка, каде што ќе мора ВМРО-ДПМН од позиција на манипулатор 15 месеци и претходно пред изборите, сега веќе да пресече. Впрочем,
вие 15 месеци од една страна велите не за бугари во уставот, па после тоа се предомисливте, па рековте ама не под овие закани и уцени и така натаму, меѓутоа се уште формално правно од собранието ги немате повлечено предложените амандмани кои претходната влада, таа таква никаква на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги поднесе. Ако вие сметате дека тие амандмани не се соодветни, штетат на Македонија и така натаму, вие до сега требаше да ги повлечете, бидејќи тоа е правилото кое се случува кога настанува и нов парламентарен состав, секогаш владата која се формира се произнесува со писмо дали останува на актите кои ги има претходната влада доставено до собранието со да и со не. Тука е проблемот, барем според мене. Временската рамка, која е поприлично кратка и која не ви дава простор многу да филозофирате, туку да действувате, сега тука во рамки на таа временска рамка ќе треба да се видат сите оние ваши изјави собирани, да речам, во овие 15 на месеци, па и нешто претходно, за тоа каде во чиј периметар сте влезани, со која држави и кои стратешки партнери ги имате, кои што преку ноќ ќе ни ги решат сите проблеми и така натаму. Сега веќе доаѓаме до моментот кога од многу зборување треба да ги видиме делата на оваа власт и впрочем тоа е тоа кое што ве прави да бидете панични и да се користат, иако има подадена рака од наша страна, да се користат такви, да речам, зборови на осуда, омаловажување и така натаму, но пред се тоа е дел на политичката култура која што за ВМРО да помене очигледно е непозната. Не знам за какви омаловажувања зборите, јас барем за сега тврдам дека воопшто не ги применуваме. Сега започнавте со која е разликата од тоа што сме зборувале дека не се преговара, денеска го ставаме на хартија. Тоа што го ставате на хартија дека се забранува да се преговара, потврдува дека се преговара. Огромна е разликата. Не знам како не ја гледаме во моментов, затоа што во минатото велевте дека шириме паника и дека не се преговарало. Дали не сметате дека со последните случувања на комисијата на АФЕТ и во извештајот на Томас Вајц и се она што се случи таму, се побија сите оние ваши изјави кои што ги дававте во минатото и се потврди дека не се бугарите во устав последното нешто кое што го бара Бугарија, туку се многу пошироки и одат до многу подалеку барањата кои што ги има и негирањата кои што ги има по многу други прашања. И денеска велите правиме резолуција за црвени линии. Ве прашувам кои се црвените линии, велите нема преговарање за македонскиот јазик, идентитет и култура. ВМРО да помене, ниту преговара за македонскиот јазик, идентитет и култура, ниту тоа ќе го направи во било кој преговори. Дали за вас црвените линии се вметнување на бугарите во уставот? До 10, ако чинам беше во резолуцијата, или 16 февруари. Последното година. Дали е тоа вашата црвена 15, линија? 15 февруари бугарите да бидат во устав по овие услови по кои што ги имаме. Воедно да ретарирате и да речете дека нема да ги прекинеме преговорите и да кажете дека оваа формулација е подобра, па дека ова е драфт верзија, па вие чекате мислење. Сериозна политичка партија и гарнитура која што 7 години владеела и која што се гордеела, не знам зошто, на се она што го направила по однос на овие прашања, да дојде после 15 месеци и да носи резолуција и да вели ова е наша драфт верзија, за мене е несериозен пристап политички и нема суштина. Добро, за мене е уште па понесериозно 15 месеци да бидете власт, 15 месеци да давате изјава поприлично секој ден, не вие лично, зборувам како влада, како политичка партија во парламентот, за тоа колку сте навлезани во периметарот, за тоа колку имате силни стратешки партнери и така натаму, и тоа е се добивка за државата, да немаме никаква дилема, ама на прашањето на Европска Унија да не се поместите ни еден чекор. Да губиме пари од Европската Унија, токму заради ваквите политики, да биде, добро што го спомнавте извештајот на Европскиот парламент, во 5 за 12 да бидат извадени делови, благодарение на неуспешната меѓународна политика која ја водите, заради тоа што сте нетактични, затоа што не знаете каде се наоѓате и сега одеднашка оваа предлог резолуција на СДСМ подадената рака била проблем. Па ако вие покажевте како власт иницијативност, согласно тајмингот што го ветувавте за изборите, за време на изборите и претходно, до сега немаше да има воопшто потреба од оваа резолуција и вие со дела ќе ни покажавте дека работата е завршена, а дека ништо од сево ова што ние го зборуваме како црвени линии, дека не е поместено.
Затоа велам, нека не ви биде изговор ова. И затоа не се фаќате сега за резолуцијата дека што не сте предложале предходно или што сте чекале. Ние сме сработиле тоа што сме мислеле дека сметаме дека треба да го направиме. И сега од позиција на опозиција сметаме дека треба да подадеме рака, иако ако јас се прашувам, јас ќе го оставам ВМРО-ДПМНЕ да потоне во своите лаги, меѓутоа имаме чувство за државата. И за граѓаните кои секојдневно, кога ги гледаат дебатите, кој прв поднел нешто и дали ќе се вика таа резолуцијата на Христијан Минсковски или на Венко Филипче, бегаат од државата. Тоа е моментот кој е критичен за секој еден овдека од нас. И додека ние сега се надмудруваме во оваа дебата за точката и за запирката и за тоа дали ние сме преговарале или не за македонскиот идентитет, не сме преговарали никогаш. Можете да зборувате колку сакате на таа тема, јас тврдам дека за македонскиот идентитет никогаш не е преговарано. Ниту за македонскиот јазик. И дека секогаш сме се труделе и се трудиме и сега тие да бидат заштитени. Тоа што вие бегате од носење одлуки и се служи за ваш изговор, тоа е ваш проблем. Но ова сметете го, повторно ќе кажам, како подадена рака која е очигледно дека вие не ја заслужувате, како ВМРО-ДПМНЕ. Но како власт која е одговорна за оваа држава, должни сме да го направиме тој исчекор пред се заради државата. Ако ме сватите. Неколку работи ќе продолжиме во ова. Клучната разлика на она што го потенцирате сега како подадена рака, освестена опозиција, треба да помогне на држава и така натаму, драго ми ако после 15 месеци навистина се освестивте, иако пак ќе кажам, имавте многу долг период и можност да бидете така широкоградни од позиција на власт, да слушате, не мораше ВМРО-ДПМНЕ да ги слушате граѓаните кои што протестираа пред собрание додека вие си гласовте за клучоци во парламент. Сега вие покажувате од денешна перспектива отвореност и подадена рака и на нашиот одговор дека ќе ја разгледаме во ред, ќе дополниме, не гледате малку разлика во начинот и во пристапот на политиката. Јас не можев да го видам тоа од Социјалдемократскиот сојуз. Јас континуирано ќе зборувам дека пресконференциите со подадена рака беа за 5 минути одбиени. Бевте самоуверени, бевте сигурни дека тоа што вие го правите е најдобро. Кажувавте дека се што пласираме во јавноста се лажни вести, дека готово 5 пати слики објавувавте дека сме ги почнале преговорите и денеска вие ја поднесувате резолуцијата за црвени линии. А викавте на граѓаните 5 пати добивме датум, почнавме преговори. И сега ни давате рок за да ги почнеме преговориве. Мислам, мене ова на вистина ми е многу несериозен пристап. Клучната разлика во делувањето на ВМРО-ДПМНЕ е што и од позиција на опозиција и од позиција на власт сега работиме темелно и суштински на ова клучно прашање. Ние не сметаме дека за резолуцијата како што велите, ние сега ќе се фатиме на точки и запирки. За мене, резолуција за црвени линии, за идентитет, за јазик и за култура е најсериозното прашање. Затоа што тоа останува документ дека сум била дел од нешто кое што е направено и како власт и како опозиција. И затоа што идни генерации ќе треба да се повикуваат на тоа и ќе треба да носат чекори за иднината на оваа држава. За мене е многу сериозен процес и не можам јас да кажам дека не е важно да зборуваме за точките и запирките и дека не е важно колку истата е сериозно поднесена, објавена, дебатирана и дека не е важно од кого доаѓа. Навистина е голема хипокризија за овие прашања да препишувате било каков успех и во овој момент да зборувате дека ние сме виновни за позицијата во која што се наоѓа Македонија и дека не превземаме апсолутно ништо. Да, многу е тешко 7,5 години власт на СДСМ со толку погрешни политики да ги исправите за 15 месеци, а да не зборувам подносно ова прашање. Вие не ги исправате, вие правите уште поголеми грешки. Не можам да се согласам со вас. Ако внимателно сте ги лоцирале нашите грешки, тогаш зошто ги повторувате? Во многу од областите правите кардинални грешки. Не можам да се согласам. Меѓутоа, ако ни забележувавте, како што самата рековте, за ароганцијата, самобеднесаноста и така натаму, 3 пати повеќе го правите тоа. И тоа е многу пострашно во секој еден дел. Во кој дел? Па преслушајте се ги одговорите на новинарските прашања и однесувањето на 90% од вашите министри во собранието према претениците. Јас можам со сигурност да ви кажам дека тогаш имаме сериозен проблем. Веруете ми ако дека не го гледате подценувачкиот однос
подсмевот, Не. ароганцијата, тогаш имаме никогаш, сериозен ниту е проблем, наша ужо- карактеристика. Но не се. Ниту имаме само Но во не моја се. кратко. Ајде. Моја обврска е буквално сите изјави, настани, медиумски, се што излегува и од вас, и од останатите политички партии, и од владата, и од сите, буквално сите да ги проследам, затоа што морам да бидам информирана, тоа е моја обврска. И одговорно ви тврдам, ниту ароганција, ниту надменост, ниту подценување се дел прво од нашиот карактер, второ немаме кон кого и зошто, затоа што нема зошто тоа да го правиме, и трето никогаш нема да го правиме. Не е тоа ВМРО-ДПМН е карактеристика наша, ваша и ќе остане. Во собранието имаше едни предлог заклучоци за кои вие одбивте да дебатирате. Од 2022 чинам дека беа. Кои ги киневте, се сеќавате? Имаше неуспешни Што обиди за направивме палење. пред да дојдат на седница и на неуспешни палења и така натаму, така вие ја сваќате дебатата и за ова. Што за направивме резолуција? пред да Не, дојдат на гледате каде седница се на собрание? разликуваме. Гледате каде се разликуваме. Вие киневте заклучоци, предлог заклучоци, ние сакаме како опозиција предлагаме и велиме ајде да дебатираме. И сега вас ви е проблемот што сме рекле, сметаме дека во овој период не треба, па да, треба да дадете одговор зошто Скопје е преплавено со ѓубре. 4 години имате градоначалници, цело Скопје ВМРО-вски град, и имате година и пол Центар каде и се година и пол имате централна власт. И сега ние сакаме за тоа да дебатираме. Добре, сега Например. тука има новинари медиум кој што ќе диктира дебатата, ако се отвори Не, тоа не прашање, се борам за сега, не во моментот во Нема буквална никаков смисла, проблем. во време на кампањата. Затоа што Добре, ќе зборуваме и за тоа. истото го правевте и претходно. Ама, господја Тоа е Петровска, поентата. вие го сакате ја да објавивте дебатираме? резолуцијата, Ајде, ама не знаете како? ВМРО-ДПМН? Најдовте вие сега да наоѓате замерки на тоа колку сме биле ние патриоти или не, вие во статут името Македонија го немате се уште Ама ставено. чекајте, Чекаме. сега немојте, никој не Вие ви имате спомна пола дали министр сте... со бугарски пасоши. Ама вие имате пола извршен комитет со бугарски немојте ве пасоши. молам, И зошто сега идете одеднаш веднаш со навреди и со не вакви се факти се ова. До сега јас не сум видела да бидат демантирани. Додека водиме Дали ние, имате многу министар се- во владата кој многу се што има демантирани. бугарски пасош? Многу од вашите лажни Имате. изјави се демантирани. Кој? Ве Ова за молам, бугарските немојте, е па немојте демантирано. сега да зборуваме за Назаев и Филипчев, фирмина по Бугарија и джиповите што ги вози и јахтите, се таму да ја сведаме дебатата, сакате, знам и ја многу добро така. Ако сакате за тоа и за червениците Немојте ќе сега да се збориме. вратиме на Јас суштинава, ве се прашувам. бегате од проблемот. Не бегам, апсолутно од од резолуција проблемот. Скопје, Бугари, Не. пасоши. Јас само Мислам, сакам да дај ви се кажам дека фокусираме. кога сте навлегле во генезата на тоа, Ама мора како да навлеземе СДСМ во нема генезата. право да предлага, немате. ајде да се Ценам отвориме дека што има немате. ВМРО да помене. Ама, Но еве, уште поднесе чекајте името малку. Македонија во статут го немате. Ве молам. Не знам како не ви е јасно до кај сте. Чекајте, 11.5.2021. Сега гледајте како викате. Петровска за топ тема. ЕУ сега има задача да ги оствари она што го вети, а тоа е дека треба да ги започнеме преговорите од црвените линии, нема отстапка. Добро. Црвените линии. Јули, еве го, изјава ваша црвени линии. Јули 5.2015, Заев, за некои црвени линии нема отстапка. Ковачевски да не зборим. Добро. 2021 година, предлагачи група пратеници. Пратеници на ВМРО-ДПМН. Резолуција во собрание. Преговорите да се водат на рамноправна и принципиелна основа, да се почитуваат безрезервно сознанието, објавена во службен весник. Подршка од Социјалдемократскиот сојуз. Вие ја гласавте. Како сега зборите ние од опозиција, па и ние сме поднале резолуција, гледајќи ве каде го водате. Па кој рече дека не сте напишано е Па овде. велите сме палеле. Предлог Не за сме, заклучоци. па да, ама нели не сме поднели. Ве ви велам сме поднеле. Имавте граѓани пред собрание додека ви протестира и вие ве денеска фати паника околу некои прашања, околу па кој? во Околу принцип кој? убаво ме следите, ама Не, сега не, малку не, не, измешавте. не, многу добро и многу Дали сум имаше фокусирана. инциденти, односно моменти, се сеќавате Ама ја на многу добро навредите се на сеќавам. фон дер Лајен од една ваша пратеничка? Многу добро и сега се е уште сеќавам. пратеничка. Многу се добро се сеќавате? сеќавам, многу добро се сеќавам на Добро. целиот Супер процес што и на се тоа што го сеќавате. нанесовте на македонскиот народ како неправда, додека ви протестираа граѓаните на улиците и додека ви велеа не го правете тоа, самоуверено, арогантно и самобендисано си носевте заклучоци во собрание. И денеска велите дека сте направиле добро, блокирајќи го патот на Македонија кон Европската Унија и правејќи се сега големи патриоти со носење на резолуција за црвени линии што од 2015 ги спомнувате. 10 пати, ја не знам кои ви се тие црвени линии, или ги имате или ги немате.
Ајде вака, подејќи имате голем интерес да се враќате на нас да гледам со вадење на мои изјави, извадете си ги вашите изјави како за промена и на вашиот лидер и на вашите министри и така натаму и видете што сте давале изјави непосредно пред изборите, немојте многу далеко да одите, пошто од тие од подалеку уште поголема паника ќе ве фати и одговорете зошто 15 месеци немате ниту еден исчекор направено во поглед на европската интеграција на нашата држава. И ако вас сега оваа предлог резолуција ви е проблем, игнорирајте, ве молам, и после избори, како што рече вашиот лидер, предложете македонска резолуција и верувајте, ако тоа е начинот да ги откочиме преговорите, еве, јас ветувам бланко поддршка од СДСМ. Самата емисија започнав со реченицата дека кога зборуваме за национални интереси, првото општо правило е сериозност и континуитет. Тоа е наша одлика, особено по ова прашање. И отстапки нема и нема ни да има. Дали ова рачка за широка влада? Дали ова? Влез во евентуална широка влада, односно договорот за Еф Мицковски? За споделена одговорност за уставни измени и така натаму. Јас понуда од СДСМ. Јас во таков договор не сум учествувала, ниту пак сме биле запознаени дека таков договор постои. Имаше едно прашање, бидејќи имавте поприлично добар брифинг од средбата која имавме со претседателот Филипче како пратеничка група. Не знам дали не се сеќавам, меѓутоа веќе додадам дека да, имаше такво прашање околу такви шпекулации и од претседателот Филипче беше отфрлено како шпекулација. Дали со оглед на кризата во која што се наоѓа државата, за жал, дали на Македонија и треба некаков формат што ќе извлече од оваа ситуација, ако денеска ме прашате мене, јас ќе ви речам да. Дали е решението за тоа широка влада само помеѓу партиите, јас ќе ви кажам дека не. Тоа е моето лично мислење, затоа што мислам дека се додека како партии мислиме дека ексклузивитетот за некои работи го имаме само ние, без да се свртиме кон останатите општествени чинители, тогаш мислам дека не сме на добар пат. Така што, меѓутоа да одговорам кратко и јасно, мислам дека не е. Мислам дека владата многу повеќе треба да се фокусира на тоа што го ветуваше, а упорно не го исполнува. Иако ако ги гледаме како она што е спроведено и реализирано, тогаш ќе ви кажам дека сме во една очена состојба и веројатно таква влада, претпоставам дека им би му дошла на ВМРО да помене многу добро. Дали ова ќе ви биде како тригер алиби за таква широка влада, договорот за Еф Мицковски, за да се решат уставните измени, да имате споделена одговорност? Апсолутно не гледам така на состојбите. Прво, нема потреба од широка влада кога се потребни 80 пратеници во собранието. Јас колку што гледам, нивната желба за евроинтегративниот пат е отворена, така што на секој предлог кој што би дошло од ВМРО ДПМН не би бил никако полош од тоа што ни се случува до сега. Ние работиме на една интеграција во Европската унија со идентитет и интегритет, и многу пати тоа сме го повториле. Позициите се нарушени изминатите 7 години до степен да многу работа е потребна на таа тема, така што сенам дека и целата, би кажала, дипломатска офанзива која што имаме во рамки на владата и која што го води овој процес, ќе успее да доведе до помрднување и подобри состојби од она што го има. Добре, се согласивте за нешто. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Владенка Петровска, пратеничка од СДСМ, Марија Митева, порпарулка на владата, мои вечерашни гости. Никаде сакам уште по едно прашање кусо и да го затворам овој блок. Кажав на почетокот, Митева кажа мислам точно една недела на брифинг премиерот дека по јануари, по нова година, во јануари, очекува, го парафразирам, робусна акција од центри што ќе ни помогнат во спорот со Бугарија. Кажа 3 европски земји, меѓутоа не сакаше да открие кои, од која земја и што конкретно очекуваат. Калас вели уставните измени мора да се решат. Кошта да, кажа дека Македонија треба да си ги исполни обврските, меѓутоа треба да и се дадат некакви гаранции. Која земја очекувате да помогне и конкретно што? Душица, очекуваме диалог.
по ова прашање и ќе го водиме диалогот, Со Бугарија? затоа што сметам, па мислам дека и на самиот брифинг претседателот беше јасен во делот на 3 европски држави кои што навистина ќе треба да ни помогнат во се ова што се случува во моментот, затоа што сигналите од Бугарија, јас не можам да видам дека се во насока на решавање на состојбата. Јас можам да видам навистина изјави кои што одат во, би кажала, па можеби продлабочување на состојбите. Цениме дека за оваа состојба и многу пати сме кажале дека проблемот е на маса. Имаме две, би кажала, можности. Едниот е да го игнорираме и да се фокусираме, би кажала, можеби само на она што е домашна задача, а другата можност која што ги имаме е да навистина отвориме диалог и да ги презентираме позициите пред се на македонскиот народ и на она што сметаме дека е нанесена неправда. Ценам дека треба да продолжиме да се ја завршиме домашната задача во однос на реформска агенда и сметам дека во оваа ситуација и во однос на позициите кои што ги има Бугарија, по однос на Бугарите во устав или повторно вето и останатите барања кои што се од нивна страна, некако мислам дека на Македонија е доста време во чекалната. Кој ќе ги седне на маста Бугарија и Македонија? Да оставиме времето да покаже. Очекувате такво нешто е возможно, бидејќи прво имаше најави да се формира нели оние циклуси неуспешни изборни во Бугарија, па се формира политичка влада, па се формираше политичка влада, па не видовме никакво поместување, освен заострување на реториката, буквално. Па, јас мислам дека овој пат се надевам дека ова што беше дадено како изјава, дека се мисли сериозно. Иако ако сме веќе во нешто сигурни, не знам зашто би се криеле имињата на тие држави, не е својствено или не е ништо ново. Ако нека земите членки на Европската унија, во случајов 3, како што успев да сватам, и помогнат на Македонија, заради тоа што и во минатото успесите кои биле издвојувани, не само во времето на СДСМ, туку за овие 34 години независност, секогаш биле со поддршка на некои од земјите или во рамките на Алијансата, или во рамките на Европската унија, кои помагале на Македонија. И Македонија има пријатели, но за да тие пријатели ни помогнат, треба да имаме искрен и отворен пристап кон тие и искрено да разговараме. Ахмети со порака до владата, доколку не продолжат со евроинтеграциите, државата ќе се подели на две страни, едни ќе тргнат кон Албанија, други кон Бугарија. Треба ли обвинителството да реагира или го квалификувате како политичка порака? Мислам дека не останува ништо друго на Демократската унија за интеграција, особено па во пресрет на предизборија, да се користи со една ваква реторика. За мене ова не е ништо ново. Жалам што граѓаните имаат можност ова да го слушаат, затоа што е претседател на политичка партија, па на еден и на друг начин добива внимание во медиумите. Јас ценам дека ваквите изјави треба да бидат игнорирани и да не продолжиме да навлегуваме во реториката на Дуи, која што навистина е безидејна. Петровска? Не знам дали се смета на буквална поделба или се смета на тоа дека граѓаните ќе бидат во делот на поделени мислења и така натаму. Па дури можеби да се смета и во контекст на тоа дека се поголем ќе биде бројот на граѓани кои ќе земаат бугарски пасоши, што знаеме дека за жал е негативен тренд во нашата држава. Веројатно кога Албанија, ако би станала држава членка на Европската унија пред Македонија или ако не влеземе заедно во пакет, претпоставувам дека се мислело на тоа. Меѓутоа јас не би гледала, не ја гледам како дадена изјава дека во буквална смисла физички ќе се подели државата, барам јас така не ја сваќам, а повеќе ја поврзувам со тоа што денес читам и Калас го изјавија во поглед на тоа и се однесува и изјавите кои ги даваат во рамките на Европската унија, дека интеграцијата на земјите од Западен Балкан е суштински е важна за Европската унија и тие таквата интеграција дури ја сметаат и за прашање од безбедносен карактер во поглед на поделбите за кои се свесни дека се присутни во регионот. Понеделник стартува изборната кампања за локалните избори. Од каде стартувате? Митева традиционално од Охрид или? Оваа година од Скопје. Крушево. Победничко. Тоа на 19 или на втор круг ќе видиме. Застанавте зад вреди со сета машинерија и ги поддржавте во сите нивните кандидати, освен во Кичево, во сите други доминантно албански општини.
Дуи ви порача дека ќе бидете соочени со резултатите од изборите во албанскиот камп и дека сакале некеле ќе мора да одите на предвремени парламентарни избори бидејќи ќе ви крахира коалицијскиот партнер. Навистина не знам дали дуи имаат кредибилитет било што да изјавуваат или пак имаат тежина нивните изјави после се она што го направија изминатите, повторно ќе кажам, 20 години на власт. Тој ги загубија изборите, тој не се дел од владата, што побрзо се навикнат дека се во опозиција. Мислам дека ќе бидат добро и за нив како политичка партија да се реформираат и да им служат на граѓаните кои што ја бараат доверуваат. Не сметам дека ваквите изјави треба да бидат дел од една дебата, затоа што имаат цел на дуи рейтингот да крахира вреди? Не сметам дека има такви индиции. Не гледам како тоа би се случило. Граѓаните на парламентарните избори јасно ја кажаа својата определба. Сметам дека за изминативе 15 на месеци покажавме дека знаеме како да се справуваме со сите недостатоци кои што за жал беа оставени од ДУИ СДСМ. Сметам дека овие избори ќе бидат клучен показател за тоа дали ќе одиме напред или ќе се враќаме назад. Јас верувам во судот на граѓаните и сум убедена во победа. За ДУИ референдумом очигледно и за вас како ја најавувате. Петровска, анкетите не ви предвидуваат некои многу спектакуларни резултати. Предвидуваат дека се борите никаде и да преживеете. Премиерот еден период ви предвидуваше 0. Ќе му се оствари прогнозата или ќе изненадите? Не мислам дека ќе му се оствари прогнозата за 0 градоначалници. Сакам, се надевам, очекувам дека од онаа енергија барем ја што можам да ја видам кај голем дел од кандидатите за градоначалници кои досега беа промовирани, дека некаде се можни изненадувања. Меѓутоа, за мене искрено во политиката не верувам во чуда, многу повеќе верувам во стратегија и посветена работа. Најавите се, односно уште официјално немате кажано, не знам ни дали ќе кажете официјално, меѓутоа со самиот факт на тоа дека не кандидиравте кандидат за Кичево, има ли договор, ќе го поддржите ли кандидатот на ВМРО-ДПМН во Кичево? Јас мислам дека тоа е нешто за кое што граѓаните треба да си го дадат својот одговор, како бидејќи не сум дел од раководството, не можам да кажам дали некој со некого разговара или не разговара, меѓутоа јас сум повеќе човек кој верува во тоа дека без оглед на тоа како партиите договараат, сте човек од теренот. Да, знаете како да тие под маса преговори да. Да, и затоа се повеќе сум убедена дека граѓаните на овие избори ќе направат изненадување, не партиите. Има ли договор за Кичево? Да ви ја дадат поддршка? Мислам дека има одличен кандидат во ВМРО-ДПМН за Кичево. Докторот беше кандидат за градоначалник и во 2021 година и мислам дека покажа исклучително одлични резултати и навистина очекувам голема победа во Кичево. Тргнав да ве опоменам бидејќи потврдени кандидати не ги спомнуваме, ама не кажавте име. Што е со ДУИ? Бидејќи немате некоја официјална коалиција, мислам не поддржувате, барем велите дека нема договор за поддршка, во втор круг има ли некакви преговори за поддршка со ДУИ за соработка? Јас не учествувам во делот на разговорите во рамки на меѓупартиските соработки на било кое ниво, така што би било неблагодарно да зборувам од име на партијата на таа тема. Дали војската ни е во целосна подготвеност и специјалните единици? Во однос на хибридните закани диверзии од надворешни центри. Видете сега, хибридните напади за кои што се отвори темата, центрите на МОК, знаете дека тоа е една тема и сега да не навлегуваме во на дефинициите ги знаеме сите. Така, да не навлегуваме во состојба на дефиниции, да не зборуваме за не дај Боже војна во вистинска смисла на зборот и да не предизвикаме непријатно чувство и кај граѓаните, меѓутоа
изјавите кои што беа дадени во таа насока и државата и институциите кои што работат по однос на сите овие случувања кои што ги имавме изминатиот период, а се однесуваа на пожарите кои што и оддалеку изгледаат тенденциозни, а не па луѓето кои што ги работат тие работи, кои што имаат малку повеќе познавања да можат истото да го проценат, да го предвидат и така натаму. Ценам дека успешно се справивме, ценам дека ќе продолжиме да се справуваме и ценам дека на едни вакви состојби институциите кои што се надлежни ќе го дадат соодветниот одговор во моментот кога ќе се створат услови и податоци за тоа. Бев иронична во прашањето, бидејќи кога премиерот во серија од неколку дена ќе каже дека владата и државата е под диверзија од надворешни внатрешни центри кои што не и постакуваат добро. Кога директорот на дирекција за спаштување ќе каже дека сме хибридни напади. Па министерот за внатрешни еднаш ќе ги потврди, ќе потврди таа формулација, потоа не. Некако се сведува само на изјави по телевизија. Не видовме совет за национална безбедност и јас лично пратив прашања до кабинетот на претседателката каде што ми кажа дека нема потреба, дека ја следат состојбата така натаму и се создава впечаток дека многу повеќе по телевизија се дава такви изјави отколку тоа е сериозна работа која ќе ја каже премиер. Дека дека институциите треба поагресивно да реагираат на таква изјава. Имаме ли осомничени, имаме ли обвинети? Еве Данска знае дека дроновите од Русија се хибридниот напад. Ние кој на напаѓа хибридно? Бугарија? Затоа велам да не навлегуваме во дефинициите, но комплетно вие разбирам тезата која што сакате да отворите за да можеме да дебатираме на ова прашање и разбирам дека ова отвара многу повеќе прашања на кои што очекувате граѓаните да ги имаат одговорите и сосема се согласувам тука. Меѓутоа станува збор за изјава дадена на премиер кој што не така лесно ги дава изјавите по однос на особено вакви прашања. Второ, станува изјава на министер за внатрешни работи кој што во неколку наврати кажа дека имаат доста сознанија за тоа од каде доаѓаат овие состојби, дека не може да сподели повеќе информации во интерес на она што значи истрага. И јас сум сигурна дека кога ќе се створат, затоа и на самиот почеток кажав, кога ќе се створат услови за да може да се отвори оваа тема во детали и да се каже кој како зошто, граѓаните ќе бидат соодветно информирани. Никогаш не сме бегали, не сме отварале теми без да има реална причина за тоа или да е надвор од она што на вистина е суштината. Затоа ги спомнав и состојбите со кои што се соочувавме како држава, но и како влада која што требаше ревносно да одговори, да се справи со истите состојби и оттаму се отвори дебатата за која што денес ние разговараме. Ставот на СДСМ беше гол популизам и дека ако навистина има такво нешто, дека државата треба и институциите сериозно да реагираат и да покажат резултати, а не само да даваат изјави и искази. Сепак, нели ви е сомнително во 3 дена, 3 депонии плюс фабрика за електронски отпад? Ако сакаме вистински да дебатираме, тогаш извината ме мора да расчистиме дека сите ние знаеме што се хибридни закани. Да не се сведеме дека хибридни закани се возило кое вози частна струја, частна бензин. Тоа дефиниција на хибридна закана не е. И таква изјава од представник на владата, носител на функција, во јавност, не демантирана и коригирана од страна на владата, за мене е несериозна во услови кога се случува во државата вакви случаи какви што се случуваат. И не се само, ако видите така, не се само овие инциденти кои вие ги набројавте во поглед на неодамнешните пожари. Тие предизвика најмногу паника и кај граѓаните, најмногу последици по здравјето. И со право. Меѓутоа, во континуитет наназад, во државата, особено во градот Скопје, се случуваат палења на возила. Вчера имаше 2 во една ноќ. Претходно се случува исто така. И палење на возила, се случуваше дури палење на возила на пензиониран висок полициски службеник. Замислете до каде работите. Ако владата тврди, еве да бидеме тогаш повторно, јас ќе речам, ајде да веруваме дека се навистина хибридни закани и дека навистина доаѓаат некои центри на МОК, домашни, странски, така натаму, и при тоа со право се поставува прашањето во каква подготвеност се и специјалните сили и војската ја спомнавте, затоа што самата дефиниција
на хибридни закани, вели конвенционални и неконвенционални методи и можно е да се користат дипломатски, економски, па и воени и така натаму. И од тука е логично прашањето во каква кондиција ни се институциите. Ако велиме дека дури сега владата кажува, премиерот, министрите, за што е заправо министерот за внатрешни прво рече дека нема, па потоа веројатно го искарали и рече дека има, еве да речеме дека владата има информации дека навистина има некој таков центар на МОК, што сака да ја сруши оваа толку успешна влада, се разбира, ова е саркастично, тогаш јас го поставам прашањето. Што прават институциите кои што се задолжени да ја бранат државата, не воено, туку да ја бранат од хибридни вакви действија? Во 2021 година имаме ние донесена стратегија во државата, не владата на СДС, во државата, токму за справување со хибридни закани. И таму е опишано која институција што треба да прави. Значи, ако вие сте дозволиле да ви се случат пожари, оние шумските, да изгоре голема територија на државата, потоа ви доаѓа предпоставка, непријателот во главниот град, ви ја пали Дрисла, ви пари Владариште, еден ден, втор ден, трет ден. Еве ја пали и фабриката, токму баш таа фабрика во Трубарево и така натаму. Ги пали и возилата низ градот Скопје. Па јас го поставам прашањето, институциите само констатираат или ќе реагираат? И до кога ќе му дозволат на тој непријател, тој центар на МОК, и ќе го затворат, ќе го спречат, ќе го сузбијат, да престане да нанесува штета? Верувајте дека премногу е сериозна работа во отидена, за да може да се дадат само така ноншалантно изјави за хибридни закани, а при тоа да не посочите од каде доаѓаат. Тие енигматични одговори, ќе видите, ќе ви кажеме и така натаму, се уште поголема причина за создавање паника. Не е опозицијата што создава, него таквите недоречености кај носителите на власта, јас да ве исплашам со хибридни закани, ама не ви кажувам од каде се, а што прават институциите не знаеме, Совет за безбедност нема, Совет за координација на безбедносно-разузнавачка заедница нема, 15 месеци свикано, па каде ги донеле овие заклучоци дека се хибридни закани? Кој е тој центар на МОК? Дали граѓаните не заслужуваат да бидат предупредени? Дали видовте вие зголемено присуство на полицијата на терен некаде? Јас не видов. Дури се жалат некои од нив дека немаат гориво за возилата и не патролираат. Така имаше изјава на еден од советите, општински совет во рамките на градот Скопје. Веројатно поделеноста што имаат внатре во самите институции, двојно командување имате паралелно во Министерство за внатрешни работи, министерот со директорот во конфликт, во Министерство за одбрана, министерот со државниот секретар во конфликт, тоа кој што им го одвлекува вниманието и мисла дека некој ги напаѓа. Самиот внатре се напаѓаат. Резултатот на неспособноста е всушност сега изговор дека се хибридни напади. Не знам како сега презентирате паушални изјави, а давате паушални до бескрај. Не знам за какви несогласувања и неспособност вие зборувате, меѓутоа добро. Во современ контекст можеме да кажеме, и знаете и самите вие, дека хибридните напади се случуваат со дезинформации, знаете дека се случуваат со саботажи, знаете дека се случуваат со контролирање на дискурс, знаете дека се случуваат со создавање на кризи од еколошки до инфраструктурни, енергетски и така натаму, да не ги набројувам. И сега не знам како уцелава оваа работа, нашата изјава е паушална и не знам зашто сте биле министерка за одбрана, знаете какви се тие состојби, знаете како се разговара на тие теми, знаете кои се надлежните институции кои што разговарат и кои што се спремни сето тоа да го спречат. Спомнувате пожари во шумите, каде што прва година успеавме максимално најдобро од многу поразвиени земји во регионот, па и во Европа да се справиме. Зборувате за справување со пожар во рок од 12 часа, за кои што експертите велеа дека ќе ни треба 3 дена. Зборувате за лица кои што се приведени по однос на палења кои што ги имате, зборуваме за институции кои што постапуваат во моментов. Јас нема да навлегувам во институциите кои што на вистина не знам како ги работат тие работи, не сум имала допир ниту со разузнавачки служби, ниту со службите кои што се грижат за безбедноста, за да кажувам како е начинот на кој што тоа го прават, но сум сигурна затоа што знам како владата реагира на сите овие состојби. И јас
јас сум сигурна и убедена дека за многу скоро од денес граѓаните ќе бидат сведоци на она што го говориме и ќе им стане јасно на кому му одговара ваква ситуација во овој момент, креирајќи перцепција на нестабилност, додека ние имаме состојба каква што имаме како влада за само 15 Ај месеци. само штенешка, за кој пожар некои експерти велеле ќе се изгасне за 3 дена, изгаснат за Трубарево. Па уште гори денес. Па, Не знам дали се, а освен ако медиумите не известуваат погрешно, па јас сум во паника и се извинувам. Денеска гледав прилог на една национална телевизија, каде што кажа, имаше изјава дека има се уште пожарникари таму и така натаму. Има пожарникари дека кои што го не одржуваат, одоздола. ја одржуваат состојбоста под контрола, немојте сега пожар, па изгасната за 12 часа. Не значи пламен. Малку прво проверете си убаво како дават изјави или коригирате ги тие екипи кои што се на терен. Под број 1. Под број 2. Ако бевте толку подготвени, а сте имали информации, значи, тука ми е суштината. Ако сте имали информации, а тоа е задача, бидејќи рековте немате контакт, ќе си дозволам да ви објаснам, задачата на разузнавачката заедница во Македонија е пред време да алармира или да осуети некоја намера. Имаме Агенција за национална безбедност и Агенција за разузнавање, која од тие средби што ги имавме се пофалија дека се координира одлично. Имаме и сектор за воено разузнавање. Ако тие три клучни институции функционирале и ја осуетиле намерата на некој странски или домашен актор, државен, недржавен, кој правил сценарија за хибридни действија, тогаш на првото случување тие требаше веднаш да реагираат и институциите да бидат подготвени за реакција. И реагираат, не беа беа подготвени. имаме Апсолутно. лица кои што се во Пративте притвор, на Вотрубарево, имаме пративте состојби кои што се пожарникари средани. без целосна опрема. Под број 1. Ве молам, немојте сега не повторно спроведовте со овие- евакуација на граѓаните. Немојте, Под број 3. зашто Граѓаните во манипулирате? Трубарево денеска не знаат Зашто манипулирате? дали Зошто? спроведовте евакуација на Да. граѓаните. Кај се граѓаните? Во своите домови. Евакуација значи да го земете Дали од домот, да го знаете, однесете на друго дали место. знаете прво Тоа што е евакуација. разликата помеѓу евакуација и лица кои што доброволно ќе се дислоцираат од местото? Да, тоа сакам да ви Дали кажам. знаете? дека Дали вие знаете го дека потценивте, вие го дали потценивте знаете, ве пожарот молам во сега ве Трубарево? сослушав. Не, сега Ниту не сме го довршив јас. потцениле, Го потценивте, ниту затоа направиле денеска имате погрешен на терен чекор. медицински екипи, кои апсолутно го поздравувам, ама имате Се, граѓани затоа имате, кои се го апсолутно жалат, го поздравувам. кои се жалат, полека, кои се жалат и кажуваат, даваат изјави дека не биле евакуирани. Не, до некој од нив не стигнало Не е ни пораката. точно. Под Не е број три. точно, повторно Една од манипулирате. поважните работи. Повторно Вие немате манипулирате. одлука. Секоја куќа, секој граѓанин беше извадете ги лично. розовите очила, ве молам, Секоја вака нема куќа, дебата. секој граѓанин беше Никој не лично бил- посетен од не е службите точно. на Дали Министерството беа за евакуирани внатрешни граѓаните? работи. Дали со Дали сигурност го имате вие тврдите ова дека процента? никој не бе? Ве слушав внимателно Не, и велите никој. никој Реков, не беше. некој од граѓаните Пред не еве биле секунда рековте никој не беше. Додека евакуиран. зборува, ми Не бил зборувате евакуиран. никој не беше контактиран. Евакуиран. Дали со сигурност ова го пласирате Евакуиран. пред граѓаните? Никој не беше Дали евакуиран. ова е степен на манипулација? Не. Дали ова значи Не. дека на вистина не мислите добро и продолжувате со Не. ширење на Јас лажни на мојата вести? држава Немојте ве мислам молам. многу Немојте. добро Сега и немојте затоа ве од поглед на соочувам со институција ви суровата кажувам реалност. како е постапено и ме Затоа ве убедувате во соочувам со нешто во кое што суровата немате реалност. информација. Митева, Ма соочете немојте се со сега. реалноста. Ама немојте ве молам, Ама немојте соочете со се тие со реалноста. со тој речник. Добро. Граѓаните Ајде, еве се прашање. најдобриот Да суд не за тоа судам, што да прави не владата судам, или дали да прави не или не судам, прави. да не судам, еве ќе ви поставам прашање. Кои мерки владата ги превзема за заштита на граѓаните во поглед на овошките насадите кои ги имаат во Трубарево? Многу мерки превзеда. Прво ви Една. кажа и министерот за земјоделие дека во регионот за Трубарево има многу малку земјоделие, односно луѓе кои што се занимаваат со земјоделие. Дека истите тие ќе и бидат и обештетени и дека истите тие ќе бидат доколку дојдат и побараат целосно исплатено. Уште вечерта доколку сте следале во 11:30 на пресконференција пред Министерство за внатрешни Зошто работи. добро? И Јас- сега значи кога гледавте поставувате вестите од прашања денеска? бидете спремни Вестите од денеска да ги ги добиете одговорите. Добро, Ја бе. на испит не сум, сега да ми поставувате А прашања потпора сте на унакрсно. влада, јас сум пратеник. Точно. И по дефиниција имате отчет према мене како пратеник. Јас не како имам отчет Славјанка кога ќе Петровска. сакате вие да ме викнете во собрание да ви дадам отчет ако сакате. собрание Тука не сме може. на емисија, Овде дебатираме и овде има новинар Па кој уште што ставува подобро. Проблем ако ви поставам прашања. Не, па никаков Денес проблем како не, ги ама изгледавте, кога ви рековте, дадов дека ги гледате. одговори, кога не ви се свиѓа јас одговорот, го идеме со ново надополнувам, прашање. не, апсолутно. Немојте да манипулирате. Да, Толку, ама тоа е ама, ајде, заклучокот. за
почеток на очилото трнете ги розевите, Ве прегледате молам. си ги вестите денеска Немојте. и видете ги граѓаните кои Ве велат молам. дека не знаат што треба да прават. Ве молам, Имате проблем, институциите не да ви ширите комуницираат со граѓаните. дезинформации и Не, да го не, правите истото. Ако велите од Апсолутно. таму имате испратено екипа од Министерство за здравство која што врши проверка, како граѓаните не знаат што да прават? Па јас ви кажувам што гледав на телевизија. Па сега има Дека или нема- нема? дека Знаат нема- или нема? Па сега вие информирајте се, вие треба да си ги селектирате вестите што ги гледате. Јас не ги селектирам, Јас не гледам можам. сите. Па гледајте Јас ги сите и треба да си одберете. Список на вести што ми се допаѓаат Ма и не ми тоа се не е да ви се допаѓа, Тука вие ви е да проблемот, видите вие затоа што вака вие си одбирате размислувате. што гледате. Се Има гледам. вести каде што Јас велите гледам имало се. Јас конвен на гледам Министерството сите. за Јас здравство. ги гледам Сега знаат граѓаните. или не знаат што да прават? Сакате да одиме утре заедно во Трубарево? Ама ние ќе отидеме и вечерва ако сакате во Трубарево. Утре Јас сабале да немам отидеме во проблем. Трубарево. Еве вечерва ќе отидеме во Ајде во Трубарево. вечерва да отидеме Нема, во не е Трубарево. тоа нешто Можеме за да криење, отидеме. апсолутно ниту мисли. Еве ќе отидеме. Ама зашо не отидовте до сега? И Зошто мене ми е не? местото да одам А во зашо Трубарево. сега вие денеска? Ако не Затоа вие? што не верувате во Ама тоа што не, сте јас видела на знам, јас не телевизија. ја, ама не Затоа дали што ги сум селектирате видела, вестите, не го заради тоа кажавте. што знам што работат Ајде да отидеме институциите. двете да расчистиме Затоа со што граѓаните знам што се што случува. работат институциите. Доколку сакате, Има- пратени сте на тука сите имате еден граѓани, проблем. отидете до Тука Трубарево. имате еден проблем. Јас кога одам не се сликам и тука е клучната разлика меѓу мене Ама и вас. сега тоа е ваш личен избор Апсолутно, што тоа е правите. мој стил. Дали ќе се Јас сликате или сметам нема дека да се како сликате, пратеник ја не можам да ви И сугерирам како на вас. човек, сметам дека ако одам некаде не треба да се сликам. Тоа е мој. ваше лично Особено право и кога тука одам нема на зошто гробиште, да например, имаме. Не сметам дека треба да се сликам. Тоа е ваше лично Тоа е мојот право. личен став. Затоа И немојте да слободно кажувате. можете да си Јас ви продолжите кажувам така како дека што на мислите, тема јас нема да ви хибридни сугерирам. Хибридни запакани, друг пат кога ќе се осмелите да коментирате дека имаме хибридни закани, покажете дека системот функционира. Апсолутно Покажете функционира дека системот, и апсолутно не се дека занимава со институциите, прислушкување и следење како во институциите- ваше време. Во кое време? Во ваше Па време и зашто она што сте избегате? го правела Па како зашто бегате опозиција. од Каде зашто бегаме? забранивте надзор да се спроведе? Каков надзор да се Такав спроведе? има. Кај ви е Така. забрано? Бевте ли вие на Бевме и средба? ни рекоа, Дали знаете, сакате дали да ви имате кажам како? информации Сега таму? ќе ви кажам Не како. сме ние Сега, Славјанка дозволете да ви Петровска одговорам. како вашите Не, не, пресконференции не. со папки да мафтаме и да викаме Не, не, дека не. имате информации за некого и дека сте Добро. го подкопале. Тоа не сме ние. Што дека? Не работиме ние така. Како? Па како вие на пресконференција да мафтате со папки. И? И да викате, Па моите папки еве се тука вистина. се, и под кај ви се тие информации? Имавте информации од службите? Зашто? Па за тоа што го зборувавте тужбата за што ја изгуби пратеникот. колегата? Не, за таа втората А папка. за тужбата што не зборите? Што А не се имавте ли извините? информации за втората Питава. папка? Имам. Сакате да ви кажам што Имам. кажавте? Кажете. Во оваа Ај, папка вака. се крие товарот на неговото минато кој што Апсолутно. длабоко го боли и за кој не може да добие нато Апсолутно, сертификат. Апсолутно, точно. И јас не сум дел од неговото минато, тоа што го правила е негова одлука. За жал оваа папка е класифицирана, но еве Така го е. поттикнувам нека каже само. Така Кај е, ви се па овие затоа информации од баравме службите? декласификација. Од службите Па ли тогаш ви бев се? министер за А одбрана, зашто имам не право да ги дадовте? знам. Зашто не дадовте декласификација кога бевте министер за одбрана и да покажете А што зашто не правел? побаравте А зашто декласификација? вие не ја дадовте ако Зашто беше вие не вистина? побаравте? Не затоа што тоа е Затоа што системот на сметам кој дека што не е од работите, интер- не, не, затоа не, што не. така ја го Вака си. подкопувате македонското општество и Апсолутно. затоа што Вие мафтате со успеавте. папки дека За имате 15 информации. месеци. Вака се. Затоа што правите нелегални состојби. Затоа што по ова се интернет вашите порталите. зборови, вашите папки кои што ги правите за наши луѓе кои што во моментот биле пратеници и на кои што им се заканувавте дека имате наводни информации. Тогаш беа класифицирани, Можам да зошто одговорам? не ги декласифицирате Терминот, ако беа вистина? значи ве Смеам молам, да одговорам. Смеете слободно само дадете точен одговор. многу кусо терминот на дневникот е ќе ни пуштат ќе не ја Па не беше забранет надзор Ќе ни во АНА, па пус- сега ќе ни ако не пуштат одговорам, шпица, значи, сега ако буквално. не одговорам, многу кусо. Повикавме на декласификација, на тоа Манипулирате, сакате да заштитите. Декласификација дава органот кој што ја создал Па информација. така да. Точно така. Ана Бојара. И ситуации, дали постапката е во јавно обвинителство? ќе мора друга емисија да има сега, зова. само кратко, како не спречија во надзорот и се штитат со јавното обвинителство, АНБ го известува прво, ја известува владата и АРА, скандал број 1, го прескокнуваат собранието и комисијата за надзор и ја известуваат владата, која сака да контролира се. Под број 2, го известуваат свесно прво јавното обвинителство, затоа што знаат дека тие веднаш ќе влезат. Кога дента ја свикавме седницата на во собрание комисиската за да утврдиме датум, веднаш обвинителството влезе за да ни го попречи надзорот.
ќе заврши Ама јавното немојте обвинителство, јас ви кажувам, Немојте да успеавте за 15 месеци Мафтавте со да папки ја дека имате деградирате и класифицирани АНБ информации. и Агенцијата за разузнавање. Додека На нелегално сте Агенцијата следеле за национална безбедност во имате тој момент директор пратеници од со опозиција, фалсификуван вклучувајќи сертификат го и лидерот кој на е во партијата. рацете на странска служба. Ќе излезат работите на виделено, но за ова Апсолутно. треба А одговор. ќе Ви видите на пат на благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на Благодарам на вас. поканата.